Јас сум роден во Париж. Сум живеел до 62-та година, 2 години, потоа моите се преселиле во Скопје. Од 62 до 92 го имам посетено многу малку Париж, но десетина пати, бидејќи од 65-та повеќе било без луѓе, ненаселено. Како отишле луѓето, ги оставиле куќите, ги оставиле црквата, ги оставиле гробовите и 93-та година кога отидов на еден викенд со стариот син Александар и го однесов пред црквата и ја затегнав една ситуација катастрофална. Цел кров беше паднат натре, зидовите разрушени, а во меѓувреме отвори свој бизнис, своја фирма за кровопокривање од областта на црна металургија, фамилијарен бизнис, и ми падна на идеја дека никаков проблем не е таа црква пак да се врати во живот, во форма. Не знам, таа ќе го консултирам од Многу прво за медот сака да му биде сопто, ако правиме исто Перија најубав ти е. Најубав ти е на перија. И од 94-та на почетокот ја почнале црквата се покри до октомври 1994 година. Значи, за неполна година црквата си дојде каква што била. Многу ми е драго што еве нашите иселеници се вратија и уште повеќе да се враќаат на своите корени. Единствено само преку црквата, преку традицијата, можеме само да се вратиме кон древните наши светилишта. Се надевам дека и младите ќе слушнат овој повик да си доаѓаат по селата, особено да си ја негуваат православната традиција и само преку тоа ќе осетат колку е благодатно и секогаш ќе имаат Божи благослов. Овде се ружички, ова Господ сам си го пуштил. Ова лоза? Си пораснала сама дива лоза. Да. Ние ги правиме горе-доле овие што се ружите тука. И горе-доле убаво делко. По завршување на студиите, отварање на бизнисот, формирање семејство, се вратив назад во родниот крај и таму сум присутен цело време од 94-та година наваму.
како видов дека овде све разрушено, све растурено, луѓево ги забораиле куќите, ги забораиле гробовите, ги забораиле црквата. Значи само овие две куќи си или три, колку Ова има? две куќи, три фамилии, моите чичковци, круме и Бог, имаат први направен, 87 година, а јас 93-та кога дојав, кога видов каква е црквата, кога решив да треба да се направи таа црква, ја почнав и викендичката. А се направија, ја на Бога помагав кај црквата, Господ ми помогна да направам куќа. Да. Гледам убав сте. Да. На Бога му даеш едно, ти враќа три. Да. Или пет, така беше со мојата работа. Па после почнав приказната дојде Брошчица, од Брошчица Вапа, пред во Горно Косоврасти, па после во Горно Рајчици, да не збориме за другиот источен дел на Македонија или негде. А и во Дебар нешто си помнал колку што Да, колку што и го Девар и чуем. Горно и Долно, тоа е ситно нешто, не е многу, но овие се три крупни работи. Пареши, Вапа и Брошчица беа разрушени до темел. Вака црквата изгледала во 1993 година. Готова да се срамни со земја и да ја снема за секогаш. 7 години подоцна и православни и муслимани заедно ги закрепнуваат зидовите на храмот. Идејата е многу поранешна, почна 80-тите години, кога јас како председател во Брошчица на младите во тоа време, стапивме во еден неформален диалог со броштичани, македонци условно православни, кои што живеат во Скопје најповеќето, дрвенаријата да ја обезбеди нашето местно население, а другите материјали, покривната конструкција, да ја обезбедат овие од броштичаните од Скопје. Нашиот дел беше уредно по договорот завршен, ние донесовме греди и други дрвени работи и тие така сами по себе огнија, а договорот од скопјаните, наши броштичани, што апсолутно не сакам да им замерам, затоа што тие многу нешто направиле за Броштица во други области, меѓутоа ето за црквата се покажа како многу слаби. Во Броштица има исто црква Свети Димитрија, пошто нашата во Пареш е Свети Димитрија. Исто во лоша состојба, ама не толку колку што беше во Пареш и лоша состојба. Ама таму беше проблемот што од Броштица, од населението кај што се куќите селото, до црквата има козја патека 2 километри пешки одење низ шума. И многу пати, дојка беше жив Джилјо беше слепиот од Броштица, кој на времето на мали години фатил бомба и му откинала едната рака и видот го изгубил потпуно, потполно го изгубил видот. Джилјо можеше да оди низ тие козји патеки без очи. А камермани што доаѓале од други телевизии да снимат, паѓале по доловите надоле. Многу пати сам рече тој. Јас вика проаѓам без очи, овие со очи паѓаат доле, вика. Многу странно. Тоа беше најголем предизвик таму што и не сакав да се нафатам ради таа работа, ама бившиот командир на жупа Насип Сеферовски беше многу упорен на неколку пати и му викам да си најдете некој што е потекло по татко таму. Ама вика ти си по баба таму, дека баба ми е од Броштица. Па добро се, јас сум по татко од Пареш и си направил Пареш, а вие најдете некој броштички и Насип на неколку пати, Мире, нема таков. Ја викам, најдете си таков
И Насип организира лов, бидејќи јас сум и ловџија, и рибар, и све останато. Организираше лов во Броштица, а јас црквата нема видено никогаш. И тој ми направил замка да чекаме на лов на црквата далечина од 100 метри. Ловот што заврши и ми вели Насип, ај вика да видиш нешто да те однесам. Кај што да видам? Не видиш црквата. Видовме црквата. Срушена. И Насип вика, нели е греота, мире. И така почна да се формира и црквата во Броштица. Таму бев негде до 1999 година, а веќе во 2000 година црквата беше направена и завршена со помош од многу луѓе, многу спонзори, многу донатори, но највеќе од местното население на броштичани, кои во македонците, муслимани, кои и претходно имале многу желба да се направи таа црква, но немало кој да покрене. Ете, судбината па сакаше да спои неколку луѓе. Тука морам да ги спомнам Насип Сеферовски, а најповеќе пријателот наш драг, мој лично на Броштичани Мире Костовски од нашето соседно село Пареши, кој во една како да кажам, прилика за налов доаѓаат, меѓутоа, ете, тој ден се случи тоа што требаше да се случи и се случи тоа што не радува на сите нас. Прво, дека црквата која што денес ќе може да ја видите е целосно обновена, а претходно беше руинирана, со кровот беше паднат, зидовите беа паднати, живописот беше уништен и така натаму, а денеска е целосно обновена и се користи и од двете конфесии. И од 2000 година почнаме до 2001 баш на Митровден беше комплет готова црквата направена. И се потрудиме да направиме нешто автентично како што беше. Секоја што беше, ништо не сме не Интересно беше чемал работата, како го носиме материјалов кога ти работеше тука. Ние со младина, па 100-200 младинци носеа нарамо, 7 а тони Чемал чекаше желез и лим. така беше. Ја влега баксија, носе фија, Исто така Мире Да. не беше запознат, Чемал казу знаат како на младина, кога организираме да се реновират, за жалост баравме помош, дрва собираме пред да знае Мире, собираме за да се обнови. Немаме никак... иницијативи и Так. тогаш прво се руинира црквата и ние сакавме додека е мала така и беше. оштетувањето да го санираме. Меѓутоа, Знаеш, дрвата скапа е тука, мислам. Да, онде бе таму. Даде околу тука е. 200. Приказнато 99-та наму и Кемал као главен изведувач на све ова што е овде направено и нормално нашите лимарски, браварски екипи. За една година се стокми нешто што е невозможно. Невозможно, прошлиот пат не ни дојдов, не се вративме ради невремето. епа, Денеска некако Миро, дојдовме. Убаво е, се Како отвори. помина со градените работи? Па, имав голема волја да градам, ја и сега истиот сум, мислам, градам куќи едно друго, така да не ми причинуваше проблем мене. Макар што беа отежнатите со за вода, материјалите Песок, идеа, цемент. се носија се со коњи, цементот, песокот, 2 километри има па да. покирај одека врнежи, фаќаш и зима понекогаш, материјалите треба да се склонат, Да. ветрови, така да, али сепак со Бога напред, ето да речем ни се помагаше се љубовта за да се направи нешто што е голема кај сите, вас посебно и ние. И за пари, и за населението не помош, така да- одбиваше ниту Да. било каква активност што требаше да... Најглавната акција Да. беше сите тие Село. 7 тона Меѓутоа- материјал што се пренесе во еден ден. И оние големите цевки по 6 километри метри. Така.
koja Na sve ramu, koja teži na po ramu jedno ги носевме, 50-60 kila, И и може и повеќе до 80 може биде. Имаш. Да. По двајца мажи ги носят Наравно. тука за да не ги сечеме на пола, да не ги знаеме доваруваме. И тешка патека беше, патеката беше посебно опасна Па, за нема 2 во тој период. далечината ми Километри толку. Козја патека. Прикилом козја патека, Тоа не што е време. најважно да се спомне дека сите до тогашни намерите, иако беа повеќе, додека ти не се појави, беа залудни, ама ете Господ те донесе. Да, те прати. Јас и, сум потекло да. по баба ми на татко мајка од Броштица. Броштица. Црквата Свети Димитри изградена 1868 година. Ние сега пак ја вративме во живот и затоа тука сме да се помагаме, да работиме, да не ја заборавиме. Броштичани за било што помагале. Помагале во минатото, помагале во поново време, помага и за црквата, како што ни помогна Мире Костовски и за џамијата. Нашите броштичани не гледале вера, гледале соживот да се помогне дали за црква и за џамија. Ова што го гледате, како што спомна мојот претходен колега Каза Феремруловски, броштичани, иако со муслиманска вера, имале иницијатива уште од претходните години, доброволно да собират дрва и да ја обноват црквата, без разлика што е за православните. Ние сепак го цениме тоа културно богатство. Što trgna za napečalva, za otuđina, ostavija svoj teže, milene mladine vesti. Ostavija svoj teže, milele mladine vesti. Otuđina težog život, narod ne poznat, narod ne poznat. Pismo pišama solziro, nam lele zamojte deca. Pismo pišama solziro, nam lele zamojte deca. Prokleda je pečalvata što me razdeli, što me razdeli od moje volele rodnose, volele se obrošti.
Trojice. Od mojevo lično se volele selo Broštice. Мире Костовски потекнува од Броштица. Затоа помогнавме сите броштичани за црквата. А Мире ни се одолжи да ни помогне за да ја обновиме и нашава џамија. Љубовта негова беше прекрасна према броштичани. Го направи своето. Затоа сме горди на неговата помош. Жупа има културно-историски споменици. Желбата моја и желбата на жупјани е да се направат патиштата за до Коџажик. Навистина од цела Македонија и од цела Европа да доаѓаат туристи да го посетат споменикот во Коџажик, местото кај што се наоѓаат корените на Мустафа Ќемал Ататурк, големиот турски реформатор на ова денешна Турција. Бидејќи доста имавме помош од местното население, македонските муслимани. И ние сакавме на некој начин, јас лично прво го запрашав хоџата во Баланци Илбер, кој е мој личен пријател, да направиме улуци. Човекот се сложи, направив на улуци и најмала џамијата, најмалку се вложив, ми е најблагодарен оџа на некој начин. Потоа се правеше џамијата во Долни Горно Косоврасти, така да предежно тоа беа мои лимари кои ги знаеја за да направат постручни за помалку пари. И таму и во Долната и Горната џамија во Косоврасти донацијата беше моја за олуците, комплет за двете џамии. И после најпоследна џамија се правеше во Броштица. Нормално тие највеќе ни помогна и ете успеавме да им најдеме добри стручњаци да сработат кој што треба, поевтино, а од мене пак беше донацијата на олуците. И така на некој начин се дружиме, се помагаме и ден денес како затреба, бидејќи ние не сме таму, треба секогаш да имаме контакт со луѓето, да се помагаме. Многу лесно, еднаш беше ограбена црквата во Броштица, немаше нешто посебно, доаѓале луѓе со детектори да барат злато. И нормално местното население, нашите пријатели одма ни се јавија дека некој влегол внатре, ископал, растурил. Значи таа комуникација имаме нон-стоп. Без неа не може да се обстои. Ајде, здраво, дојде. Ова јули е 15 или нова година? Сепак добро. Со сите села, да ги набројувам од Жупа, Баланци, Оџоци, Мал Горен, Папилник, Броштица, Косоврасти, Долно, Горно. Значи, контактираме. Коџаџик, Елевци, исто така, кај што е спомен домот на куќата на Ќемал Ататурк. И со тие луѓе се посетуваме на Бајрам. Може се случи јас да поминам 9-10 села, 9-10 куќи во еден ден. Кога е Божик или Велик ден, кај мене доаѓаат сите, се собираме на терасата
групно, значи, и плюс во обични викенди се посетуваме, се каниме, се викаме, си одиме. Тоа се завршува со песна, со дајриња, со музика. Так, многу убаво. Ај, добар ден. Здраво, живот. Името ми е Арслан мене. Се знае, Арслан, добро ние. Ето, така се. Кај ни е патот? Патот иде од патот, главниот пат се влага покрај овој. А од овде натаму? И од овде, овде е затворено више сега. Што правиме, значи не сме биле неколку години? Да. Има повеќе од 7 години, 6 години, 7, така има негде. И патот овде е затворен со. И црквата ни е тука на 5-60 метри. Да, тоа. И толку има 50 метри. Значи ако не придат луѓе, патот се Се затвора. затвора. Наравно, едно нешто с тим не се движит, одма блокират. Да. Едно нешто ако не бараш, например, нема да ти се направите. Например, ти треба дојде, го бараш патот како се било. И се ти сакаш патот да го... Ама и 2001 кога вака беше исто. Исто беше, ви го отворавте. А после го отворивме? Отворавте, да, така беше. Како беше 2001? 2001 беше све Не беше баш пошумено. затворен многу. Влегувам јас во селово да најдам, со договор со мојот пријател Саре од Битуше. Рече, види, се толку цркви направивме, каква состојба и вапа е. Ја доаѓам исто јули 2001 година, барам кај е вапа, најдов каде. Влегувам во селото, имаше една стара жена, имаше Мустафица. Да, мајка ми умре. Да. Мустафица. Да, Мустафица, да. И ја викам, добар ден, тетке, добар ден, ова е вапа, да, синко, ова е вапа. Каде е црквата? Црквата е онаму. Па вика, до сега никој не е побарал да не ме пушти вас, Господ да ја барате, вика црквата. И дојдов до тука, исто вака затворено. Имаше едно дете со овци, пред мене јас по него и стигнавме таму од вај. Потоа се отвори патот, струја зимавме од кај него. Кај мене, да. Вода има овде, пат имаме довде, услови имаше добри за работа. И за една година се заврши црквата, се направи. Така, Брошчица е напуштена од местното православно население до 65-та година и порано. Пареши до 65-та година остануваат потполно без жители. Вапа селото е претходно напуштено. Пред 60-тите години, исто мало село со црква. Овие две цркви беа, се викат Свети Димитрија, во Брошчица е градена 1968 година, во Пареши 1903-5 година тука некаде. А во Вапа е Света Пречиста Богородица, градена 1967-8 година некаде. Таа беше најмална црква и беше разрушена. Саре од Битуше, кој исто во Брошчица работевме доста околу градењето на таа црква, дозна дека и таа во Вапа е разрушена. Кемал плавно ќе го направи. Ај, добар ден, господин Имамуртен. Добро ни дојдовте. Како сте? Добро, е да посетиме малци ова џамија, не дојдов, не? Муфтијата не дојде, потоа не посети во Скопје, дојде до нашата канцеларија. Многу благодарен, а за негова замена го пушти имамот. Кога ги изградувавме црквите, прославните верници во Жупа,
и Дебарскиот крај, многу голема помош имав од нашите пријатели, муслиманите, претежно центар Жупа би ги назначил Брошчица најмногу и исто и Дебарскиот крај. И се наоѓа во секоја прилика за помош, секојаш и секаде. Така. Па, ете, пред се мило ние што сте пред се присутни во нашиот град овде и во нашата џамија. Ние слушнавме за вашата активност. Ете, изјаснивте и за тоа дека муслиманите пред себе излегле во пресред. Тоа било секогаш присутно во самата свест на муслиманите од овие краишта и секаде во светот. Тие се секогаш бидени добронамерни луѓе кои со животот, со другите припадници на другите вери го имале како своја основен принцип во својот живот. Секогаш и џамиите и црквите за нив значиле ваковски имот. Тие биле свети, недодирливи, а секогаш се труделе да им бидат од помош и да им помогнат за да тие се зачуваат и за нормално да се одржуваат со текот на самото време. Ние слушнавме за таа активност, ете пред се ни е мило. Вие покрај тоа што со вашата активност се грижите за одржување на ваковските имоти што и припаѓаат на црквата и градење на тие цркви во овие краишта, сте донирале во чин на благодарност и возврат токму и на верските објекти на џамиите што припаѓаат на исламската вера во неколку села во нашиот град и нашето поднебје. Поточно сте донирале олоци во селото Горно и Долно Косоврасти на џамиите, сте донирале во село Броштица и село Баланци кои припаѓаат на општина Центар Жупа. Затоа сепак ви сме благодарни. Овој соживот во овој град се негувал со генерации. Ние сме можда едини град кој најповеќе повикуваме токму на тој соживот. Стоиме добро и со представниците на православната црква во овој град. Секогаш доаѓаме во ситуација да еден на друг си честитаме на сите оние верски празници кои ги имаме. Исто така и со припадниците на православната вера во овој град стоиме добро како добри пријатели, комши, се почитуваме, се помагаме, секогаш сме еден до друг. Дебар е еден посебен пример, би рекол, во тој аспект и дава еден голем пример и до сите други места, да и тие овој соживот го негуваат и делуваат на тој начин да сепак пред се ценат како луѓе, а луѓето се Божји дарови на земјата. А Мире, добро, вас што ве врзува за овој крај? Гледав една репортажа 91-2 година од Драги Михајловски, режисерот на МТВ, и даваше снимки од село во село. Село растурено, гробишта размешани, цркви растурени. Иде Драги во друго село, вели, исти кадар, друга слика. Сите луѓе отишле од крајов, го напуштиле, ги пуштиле куќите, ги оставиле црквите. И на крај заврши со зборовите што ме погодија. Господе Боже, со кого си имаш работа? А тоа се однесува на тие што сме од тој крај. Се вратив наназад и еве сега ќе од 93-та година наму сум тука, активен, редовно, секоја година, барем 2-30 дена доаѓам во роден крај. Овде се погребани родителите на мајка ми, мојот дедо Зафер и баба ми Фана. Црквичето е Свети Димитрија и беше во доста лоша состојба и моите пријатели и другари од Рајчица го обновува колку може, им фалеше покрив. Тоа беше негде пред 2000 година некоја. И од тогаш црквичето барем е покриено и се работи да дојде во што подобра состојба. Мајка ми е од Рајчица, исто и мојот дедо и баба. Мајка ми се омажила со татко ми 1958 од другата страна, преку Радика, во село Пареш. И
од тогаш кога се напуштило село Пареши, немало жители од 63-та година, јас го посетував селото Рајчица од 63-та и претходно кој бебе, се натаму до сите тие години кога ме немаше во жупа. Секој лето со моите другари тука ловевме риби, шетавме, игравме фудбал и до бар средношколец секој лето доаѓа во Рајчица по минимум 2 месеци. Полна ми е душата, бидејќи јас сум по професија градежен инженер и со задоволство го правевме тоа кровопокривање на сите цркви и помагање со улуци и други работи на сите џами. Не правевме разлика што помагаме, што не. Кога ние сме во Зорт, помагаат муслиманите. Кога ќе има потреба на џамиите, помагаме ние православните. Ние сме сплотени воедно, значи нема некои разлики меѓу нас да има нетрпение или така.